На самиот почеток, денес ке имаме трет дел од една тема што ја почнав и мислев дека тогаш ја завршив, во зимата 22 година. Тоа се викаше Христовиот роден ден, прв и втор дел. Сега ќе биде третиот дел, затоа што сакам да споделам некои информации кои што се важни и ова може да биде еден добар пример како да ја проучуваме Библијата. На самиот почеток сакам да го прочитам текстот што сестра Рајна го сподели деновиве по повод Христовото раѓање во книгата на пророкот Исаија, 9 глава, од 5 стих, само 5 стих, иако и 6 стих е во тој контекст, продолжение на 5, но сега за сега само 5 стих. Исаија 9:5, пророштво за Месијата. Зашто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на рамењата негови, и ќе го наречат. Како ќе го наречат? Чудесен советник, Бог силен, Отец вечен и кнез на мирот. Колку убави зборови. Меѓу нив, Бог силен. Значи, замислете, ова евреите го имаат илјадници години. Пророкот Исаија, не само тој, но тој може би најмногу, прорекува дека идниот Месија ќе биде не никој друг, туку Бог. Силен Бог. Евреите до ден денес не веруваат. Нешто не веруваат во Исуса Христа. Не веруваат дека Месија како Месија е божествена природа, има божествена природа, дека е Бог. Не веруваат во божествен Месија. Може ли да биде појасно ова што пророкот Исаија го кажува? Не може да биде. Денојве прочитав еден напис од еден грчки православен сајт, кој што се обидува да го оспори библиското докажување дека Исус е роден некаде во рана есен и сакаше по секоја цена да докаже, ама остана само на пуста желба, бидејќи не можеше да докаже дека Исус е роден на 25 декември. Прво ќе ви кажам со што се обиде да докаже дека е роден на 25 декември, а потоа ќе се позанимаваме со обидот да се оспорат библиските докази кои што ги користевме во минатото, па и во тие мои последни проповеди од пред речиси 4 години под наслов Христовиот роден ден. И мислам дека е добро денес да се каже ова, за да потоа, ако даде Господ од следната сабота, продолжиме со Самсон и со целата серија што преостанува од Евреите 11 глава за хероите на верата. Утре се навршува година дена на утрешен датум откако почнавме со хероите на верата, со посланието до Евреите 11 глава. Цела една година до сега, иако имаше некои саботи, како и денешнава, кога правевме паузи и проучувавме нешто друго по исклучок. Не е на одмет да споменам дека неделава се наврши година дена од првата Данилова проповед од ова место. А брат Данило најави дека спрема и друга проповед, така?
За понатака се разбира. Знаете, кога прв пат кога држите проповед, после ќе се навикнете и ќе сакате и понатаму. И тоа е една добра навика. Обидот да се докаже дека Исус е роден на 25 декември почива на стаклени нозе. Се тврди наводно дека еврејскиот историчар, современик на апостолската црква, Јосиф Флавиј, кој што беше и учесник на првото еврејско востание против Рим, од 66-та до 73-та година, и сведок на обсадата и разорувањето на Ерусалим во 70-та година. Наводно напишал некој текст, кој што не се наоѓа никаде во неговите објавени книги, во неговите познати книги, историски книги. Наводно тој текст бил само обичен свиток, документ, кој што императорот Тит, кој што беше само генерал при обсадата и разорувањето на Ерусалим и храмот, го донел од Израел во Рим, тој документ, и кој што наводно, значи документ од првиот век, наводно напишан, наводно се чува во Ватиканската архива во Рим ден денес. И на тој документ наводно, бидејќи тој документ го нема видено ниту еден историчар, ниту може да се добие дозвола за пристап во Ватиканската архива. Тоа е нешто многу тешко да се добие, можеби најтешко од било каде друго место во светот. Значи, на невиден документ се тврди дека наводно таму Јосиф Флавиј, еврејскиот историчар од првиот век, запишал дека пописот што се случил при Христовото раѓање и по заповед на римскиот цар Август, споменат во Библијата, наводно се случил на 9-тиот ден од 11-тиот еврејски месец Шеват. И со тоа не може да се докаже дека тој 9-ти Шеват се совпаднал со 25 декември, значи не може точниот датум ни тука да го докажат, но наводно кажал еден еврејски датум кој што е близок до 25 декември, односно е во таа сезона, значи зимска, декемвриска сезона. Меѓутоа, како што реков, овој документ, значи не постои доказ дека навистина Јосиф Флавиј напишал вакво нешто и дека тоа потекнува од него. Значи, се работи за доказ под наводници од типот рекла-казал. Нешто што не може да биде прифатено и не може да биде прифатливо. Како докажувавме според Библијата кога е роден Исус? Прво, Библијата никаде и никако не може да се докаже ниту со Библија, ниту надвор од Библија, точен датум. Не може да се докаже. Јас кажував тогаш во минатото дека јас верувам, но тоа е чиста моја лична теорија, дека бил роден на првиот ден од празникот Сеници, па обрежан следната сабота на 8-миот ден од празникот Седници, врз база и на оние зборови од Јован 1 глава, дека Христос Словото стана тело и се вошатори или се восеничи помеѓу нас. Јован 1 глава 14 стих. Но тоа не може да се докаже. Напротив, има луѓе што веруваат дека Исус бил роден, од сите тие што веруваат дека на есен бил роден, што веруваат дека
бил роден во првиот ден од 7-миот месец, на денот на трубите, односно младина. И сега после тоа тврдат нешто што баш не држи вода, дека бил обрежан на 10-тиот ден Јом Кипур, што не е според законот. Според законот обрезанието треба да биде на 8-миот ден. Значи, ако е роден во првиот ден, не може на 10-тиот ден, кога бил следниот празник, тогаш да бил обрежан. Сеедно, точен датум не може да се каже. Сега, нешто што го нагласував во проповета Христовиот роден ден пред речиси 4 години. Прашањето, дали во Библијата постојат одвишни и непотребни информации? Например, конкретно тоа го кажав во врска со возраста Христова, што ја споменува евангелистот Лука. Се вели дека Христос, кога ја започнувал својата месијанска служба, бил на возраст од околу 30 години. Дали тоа беше битен податок? Да. И кажавме тогаш зашто беше битен податок. Сега. Поставив прашање за некои податоци кои што ги немаме, зашто Библијата не ни ги кажала. Пример, каква боја на очи имал Исус, каква боја на коса имал Исус, колку бил висок, нешто. Такви работи не наоѓаме во Библијата, така? Зошто не наоѓаме такви работи во Библијата? Затоа што не се битни. Не се битни. Библијата ни кажува некаде точен датум кога бил роден Исус? Не. Ако Библијата отворено не ни кажува точен датум кога бил роден Исус, дали е тоа битна информација или небитна информација? Значи, Библијата не ни кажува точен датум кога е роден Исус. Значи, точниот датум не е битен. Точниот датум не е битен. А дали е битна сезоната, годишното време, например? Дали е тој податок битен кога приближно е роден во годината? Сега, тоа е битен податок. Пример, дека бил роден на есен. Зошто е тоа битен податок? Ке ве подсетам, јас синоќа ги гледав моите две проповеди од 22 година, Христовиот роден ден, за да биде сега посвежо, што тогаш сум зборувал. Зошто е битна есента? Ајде пред да одговорам на тоа прашање. Дали е битно тоа што апостол Лука, односно евангелистот Лука, или како што ја го нарекувам често пати доктор Лука, дали е битно тоа што споменува дека таткото на Јован Крстител, свештеникот Захарија, бил од авијанскиот ред? Дали тој податок дека Захарија бил од авијанскиот ред на левитите е битен податок? Битен, и ако не битен, ако не е битен, немаше да биде споменат. А доктор Лука беше многу прецизен во податоците што ги наведува во своето Евангелие. И ја дори би сакал да се подсетиме на прецизноста на неговите наводи, да отвориме во Евангелието според Лука во првата глава. Евангелие според Лука, првата глава. Еве ќе го прочитаме 5 стих, кој што веќе го споменавме. Лука вели: во деновите на Ирод, царот јудејски, живееше еден свештеник по име Захарија, од редот Авијанов, еве го тој податок, а жена му беше од керките Аронови и се викаше Елисавета. Значи имаме конкретни хронолошки податоци. Во времето на царот јудејски Ирод,
живееше свештеник по име Захарија, значи левит од левитското племе, од редот Авијанов, и жена му се викаше Елисавета, која што била од керките Аронови. И потоа се кажува со кое чудо Господ го најавил раѓањето на нивниот син, кој што е еден од назиреите во Библијата, за кој го проучувавме исто така мејатите саботи. Имено Христовиот претеча Јован Крстител и братучет. Сега, да отвориме во втората глава од Лука. Ке ги прочитаме првиот и вториот, па може и до четвртиот стих. Во тоа време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Значи, вете, ова е конкретен историски податок. Вакво нешто нема да најдете во митологии, бајки, приказни. Таму нема спомнување на вистински историски личности и нека конкретни настани што се случиле, конкретно пописот по заповед на царот Август, значи тоа е вистински историски настан. Вториот стих вели, тоа беше прв попис за време на управувањето на Квирини, римскиот легат од Сирија. Значи, римскиот легат, представник на императорот, со седиште во Дамаск, римскиот легат за Сирија. По име Квирини, конкретен историски податок, името на римскиот управител. И потоа, и отидоа сите жители на Римското царство да се запишат, односно да се попишат, секој во својот град, па така и Јосиф, бидејќи беше од Галилеја, од градот Назарет, отиде во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем, бидејќи беше од домот и племето Давидово. Конкретни историски податоци, настани и околности. Во тие две беседи под наслов Христовиот роден ден, јас кажав дека Христос бил роден во четвртата година, есента четвртата година пред новата ера, па есента 27 година од новата ера, според тоа полнел 30 години. И од тука се извлекува и податокот дека имал нешто што го кажува цел христијански свет, само не кажува како и зошто го верува тоа, дека имал 33 години на крстот, односно последната година од неговата месијанска служба. И сега, да повторам зошто беше битно есента. Значи, не ни е даден точниот датум на Христовото раѓање, Господ сметал дека тоа не е битно, но зошто беше битна сезоната, кога Исус полни 30 години. Зошто беше битен податокот дека Христос ја започнал својата месијанска служба, кога наполнил 30 години. Каде го читаме па тоа? Во Лука, каде го читаме тоа? Да отвориме во третата глава. Лука, третата глава, 23 стих. Може би во некој друг превод да не се поинакви стиховите. И тоа е можно. Сме виделе примери за такво нешто до сега. Тоа ќе го читаме, ќе се вратам, тоа е првиот стих. Во 23 стих, кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години и беше како што мислеа син Јосифов и после ги реди сите предци по негова линија назад до Адама.
со што така завршува третата глава. Зошто беше битен податокот дека Исус имал околу 30 години кога ја почнал месијанската служба? Затоа што во Стариот Завет, уште во Мојсеевиот закон, беше определено дека свештеничката служба, службата на секој свештеник, започнува со најмалку 30 годишна возраст. Не пред тоа. Значи, Христос требало да го исполни тоа барање со наполнета на 30 годишна возраст да ја започне својата месијанска служба. Инаку, постојат некои податоци, кога се зборува за годината на неговото раѓање, кое што е неколку години пред почетокот на новата ера, а не на самиот почеток. Според тоа, 2026 година не значи дека поминале 2025 години од неговото раѓање. Туку поминале повеќе, 3 или 4. Малку повеќе. Постојат сериозни причини да се верува дека Христос бил роден есента третата година, наместо четвртата. Нема да навлегувам во нив, само го споменувам тоа како алтернативна теорија, што и во тој случај не е проблем повторно да се смета дека Христос наполнил 30 години, есента 27, кога истекувале 69 седмици од Даниловото пророштво, од Даниловите 70 седмици, и повторно имал 33 години на крстот. Епа како? Затоа што евреите користеле, а речиси сите источни народи, може би до ден денес, користат така наречено инклузивно сметање на возраста. Значи, тоа значи дека ако навршиш 30 години и влезен си во 31-та, по еврејски се смета дека имаш 31 година. Иако си наполнил 30, ние велиме дека имаш 30, ако си наполнил 30, си го доживеал 30-тиот роден ден. Но по еврејски, или, например, Благоче има 33 години. По наше, Благоче има 33 години, бидејќи се уште не е дојден неговиот 34-ти роден ден, кој што ќе биде на, ајде да не кажам кога. Ние си знаеме. Но по еврејски Благоче сега има 34 години. Значи, годината која што ја живееш, не ти е полна, но во која што си веќе влезен и ја тераш, се смета дека таа ти е возраста според инклузивното сметање на возраста, која што го практикувале и евреите, како и многу источни народи во тоа време. Сега се враќаме на Лука третата глава, првиот стих. Забележите какви податоци тука не се кажуваат. Да, единствената година. Третата глава, првиот стих. Во 15-та година од владењето на царот Тиберии. И сега не само тоа, значи ова како кога некој денес би напишал во 2025-та година, во 1993-та година, значи конкретна година ти се кажува, само што во тоа време така се нарекувале годините. Значи немало тогаш ние сме 15-та година или немало, ни тоа немало. Туку годината од владењето на некој цар, на некој локален крал, на некој голем цар и така натаму. Така долго време така се сметале годините во Стариот век.
Во 15-та година од владењето на царот Тибери, и сега дополнителни информации, кога Понтиј Пилат беше управител во Јудеја, а се знае историски од кога до кога Понтиј Пилат беше римски намесник во Јудеја, од 26-та до 36-та година. Тоа го знаеме од вонбиблиски историски извори. А Ирод, четворовласник над Галилеја, се мисли на Ирод Антипа, синот на овој Ирод, што ги убивал децата во Витлеем. И Филип, брат му, значи друг син на Ирод Големиот, четворовласник на покраината Итуреја и Трахонитида, односно Трахонитис поправилно, и Лисани, четворовласник на Авилинија. Види колку многу имиња кажува. Зошто ги кажува овие имиња? Што е битен Лисани? Што е битен Филип, наместникот на Итуреја? Зошто покрај 15-та година од царот ги кажува овие други податоци? За да што е можно поточно да ја утврдиш. Да го утврдиш податокот за почетокот на месијанската служба. А зашто е тоа битно? Па затоа што Христовата месијанска служба, тогаш кога почнала, била исполнување на Даниловото пророштво од 9 глава за 70 седмици. Христос ги исполнувал пророштвата. И овие податоци не ги дава, Библијата не ги дава за да разбереме, дури авијанскиот ред на свештеникот Захарија, да разбереме која сезона поточно е роден Христос. Тоа е битно. Зошто беше битна сезоната, а самиот датум конкретен не е битен? Затоа што есента, 457 година пред Христа, есента, од есен до есен се сметале саботните години во древниот Израел, според законот. Од есен до есен се сметале и јубилејните години, исто така, само на различен датум. Затоа подетално, ако ги гледате споменатите проповеди, Христовиот роден ден, прв и втор дел, а ова како дополнување ќе се вика трет дел, денес. И бидејќи 70 седмици започнуваат да течат од есента 457 година, тие завршуваат есента 34 година, сите 70, а само 69, значи почетокот на 70-та седмица или почетокот на месијанската служба, есента 27 година од новата ера. Есен, есен, есен. И ако Христос е роден на есен, значи дека и полнел 30 години на есен, и после тоа, после таа есен, после есента таа година, кога истекле 69 седмици од Даниловите 70 во пророштвото, можел секој евреин што ги следел пророштвата да разбере дека кај да е сега треба да се појави Месија. И тоа како силен Бог, како Божи син, како што на многу други места е пророчен од страна на старите пророци. А што вели понатаму Лука, кога ги дава овие историски податоци за 15-та година на царот Тибери? Вториот стих вели: и во времето на првосвештениците Ана и Кајафа, значи сега ти кажува покрај сите овие претходно владетели, ти кажува кои биле првосвештеници во Израел, во Јерусалим, тогаш дојде Божјата реч до Јован, синот на Захарија, во пустинята. Значи, во 15-та година од царот Тибери, која што историски започнува, таа 15-та година започнува есента 27-та година.
Тогаш започнува 15-та година од владењето на царот Тибери. Тогаш Јован Крстител ја започнал својата мисија. И подоцна го крштева Исуса, кога овој доаѓа кај него. Разбираме ли зашто беше битна есента? Заради ова беше битна есента. Христос го исполнил месијанското пророштво за Даниловите 70 седмици. Поточно првите 69, кои што допираат до помазаникот Месија, односно до помазаникот, вели во Данило 9 глава, 25 стих. Сега, според тоа, зашто беше битен авијанскиот ред? За да се покаже, бидејќи, ако отвориме во прва дневникот 24 глава, таму ќе видиме како царот Давид ги поделил сите левити во 24 вкупно свештенички редови, наречени според некои нивни родоначалници, и таму е даден списокот на сите тие свештенички редови. За нив била фрлена ждрепка, се обидувам да штедам време за да не отвараме сега да ги читаме одново тие работи. Читајте, гледајте ја проповета Христовиот роден ден, достапна на архивата, на YouTube архивата ХАЦ ППА. И таму, како што спомена и брат Зоран, авијанскиот ред, според ждрепката што била фрлена, бил 8 по ред. Од вон библиски извори, од Јосиф Флавиј конкретно, од неговата книга Еврејските древности, 7-та книга, 14 глава, 7-миот параграф, тврди дека 24 свештенички редови за 12 месеци во годината, значи дека служеле по 2 пати, значи служеле, секој ред служел една седмица, од една сабота до друга сабота, тоа Јосиф Флавиј не информира, од првиот век. Од сабота до сабота, и тоа од пладне, сабота пладне до сабота пладне, и сабота се менува смената, заминуваат едните, доаѓаат другите во храмот, во светилиштето. Значи, Захарија му било по авијански, кога бил авијанскиот ред, Захарија бил по ждрепка одреден тој да биде од авијанците, да служи таа седмица во Ерусалимскиот храм, од една до друга сабота. Авијанскиот ред бил 8-миот ред во списокот, во прва дневникот 24 глава, бидејќи 24 реда се, значи, по 2 пати, по една седмица служеле секој ред до 2 пати годишно. Значи, да речеме од пролет, па ќе се наредат сите 24, после од десен пак, сите 24, за вкупно 12 месеци. Тогаш кажав, бидејќи е 8 поред авијанскиот, Господ рекол во времето на Мојсей, пасхалниот месец да биде првиот месец во годината. Значи, авијанскиот ред требал да служи прв пат, значи некаде крај на мај, почетокот на јуни, ако сметаме 8 седмици од март-април, зависи кога почнува, конкретно почнувал првиот пасхален месец во еврејскиот календар, месецот Авив или Нисан. И тогаш реков дека, значи, бидејќи неговата жена, тогаш се случува, кога во храмот му го кажува Божиот вестник, ангелот Гаврил, пророштвото за Јован Крстител, и занемел, нели, сите тие настани, тој се враќа дома, значи, поминува тука времето, може да помине да се вратиш дома во Галилеја од Ерусалим, може да помине најмалку недела дена, може да помине, ако не и повеќе. Се враќа дома, па тогаш таму дома забременува жена му Елисавета, значи може да се каже слободно или
може дури и средина на јуни да фати, кога бил зачнат Јован Крстител. Бидејќи Исус е точно 6 месеци помлад од него, според пророштвото, и според Лука, 1 и 2 глава, читајте за подетално, знаете. Повеќе зборувам за нашите гледачи, не за вас кои што ги знаете овие работи од порано. Значи, ако Јован е зачнат некаде почеток или средина на јуни, Христос е зачнат почеток или средина на декември. И ако броите 9 месеци од почеток или средина на декември, доаѓате каде? Почеток или средина на септември. И сега, тоа може би изгледа прерано, некому може би изгледа прерано, не е прерано ако го толкувате септември според јулијанскиот календар, значи не според грегоријанскиот. Значи, јулијанскиот септември е од 14 септември грегоријански до средина на октомври грегоријански. Тој е јулијанскиот септември. Тука некаде, да. Околу есенската рамнодневица, да. Деки брат Борче е роден на есенската рамнодневица, точно. Сега. Постои еден друг податок. Имено во книгата на пророкот Немија, пророкот не е пророк, во книгата на Немија, управителот на Јудеја во времето на Персиското царство, да го најдеме Немија во Стариот Завет, после книгата на Ездра, во Немија 12 глава. Немија 12 глава. Отворите таму. Немија 12 глава. Што се случува? Ова сега прв пат ќе го споменам, ова порано не го споменував. Кога Давид ги поделил свештениците, левитите во 24 редови, и авијанскиот таму беше 8 поред, тоа беше пред Вавилонското робство, така? Тоа беше за време на првиот храм, Соломоновиот храм, значи во времето на, уште пред храмот да постои, значи во време кога Давид се уште бил жив цар, и сето тоа е пред Вавилонското робство. После Вавилонското робство, што се случило после Вавилонското робство? Дали се задржал истиот број на свештеничките редови, што постоел уште од времето на Давида пред Вавилонското робство? Еве што не информира Немија. Немија е после Вавилонското робство, кога се возобновува Израел из храмот, вториот храм тогаш, и свештенството, и сите други елементи на старозаветното богослужение. 12 глава Немија, први стих, и читаме. Еве ги свештениците и левитите, што дојдоа со Зоровавел, синот Салатиилов, и со Јешуа. И сега ги набројува. Кого да бројува? Ајде. Што вели тука? Сераја, Еремија, Ездра, Амарија, Малух, Хатуш, Шеханија, Рехум, Меремот, Идо, Гинетој, Авија. Еве го пак Авија. Мијамин,
Маадија, Билга, Шемаја, Јојариф, Једаја, Салу, Амок, Хелкија, Једаја. Кој поред е тука Авија? 12. Било место ги броеш. Значи, во новиот список после Вавилонското робство, Авија не е 8, туку е 12. Значи, подоцна. Цел месец подоцна. Бидејќи служеле по една седмица. Сите. 2 пати годишно, но по една седмица кога служеле. Што значи дека сега може да го поместиме, ако е според овој текст не може да докаже дека ова бил и распоредот за службе, може би вака се само наброени, случајно, од страна на Немија. Но, дори и кога прифатиле, затоа што православниот напис се обидува да докаже дека била подоцна, за да го колку што може да го приближи до декември. Да, меѓутоа далеко е декември. Декември е далеко и од средина на ноември, а камоли од средина на октомври. Не. Дори кога Авија би бил 12 за после Вавилонското робство, а и Захарија и Јован Крстител се после Вавилонското робство, значи според новиот поредок, тогаш Елисавета зачнала, грубо речено, цел месец подоцна од нашето јуни. И што би испаднало? Тогаш би испаднало јули, средина на јули. И тогаш би испаднало Христовото раѓање средина на октомври. Се уште многу далеко од крај на декември, се разбира. Но, за мене беше битно да го споменам и овој податок. Значи, со Библијата може да докажете дека Исус е роден или во септември, или во октомври. Овој последниот датум ме е повеќе во согласност со адвентистичката хронологија. Бидејќи адвентизмот учи дека во 1844 година, 10-тиот ден од 7-тиот месец, или Јом Кипур, или денот на помирувањето, се паднал на грегоријанскиот датум кој? Кога беше Јом Кипур, според адвентните пионери, во 1844 година. 22 октомври 1844 година, денот на помирувањето. И тоа го кажува Елена Вајд, духот на пророштво на многу места. Критичарите на адвентизмот тврдат дека е тоа премногу доцна за тогаш да бил 10-тиот ден на еврејскиот месец, дори 22. И тие велат сигурно било во септември и така натаму, премногу е доцна да биде 22 октомври. Ако 22 октомври е Јом Кипур, тогаш првиот месец Нисан на пролет треба да започнува на, јас еднаш пресметав, кога се занимавав со тоа минатата деценија, на 19 април отприлика. И луѓето би рекле, мнозина би рекле дека е тоа премногу доцна втората половина на април да започнува пасхалниот месец Нисан. А што мислите, предоцна е или е сосем на место? Па самата православна традиција сведочи дека најдоцна Великден се слави на 8 мај, најдоцна, што значи не е ништо чудно првиот месец да започнува и средина и втора половина на април, па Пасхата да биде и на крај на април, дури почеток на грегоријански мај, ништо чудно, тоа е сосема е можно. Значи, сосема е можно и 7-тиот еврејски месец да бил длабоко во октомври, според наше сметање, па сосема е можно и сениците, значи длабоко во октомври, може и при крај на октомври,
Грегоријански при крај, или средина и почеток Јулијански, да Христос бил роден и тогаш. Многу пред крај на декември. И сега сакав да кажем уште нешто што го сметав за битно, а времето некако не ми дозволува. Зошто се битни старозаветните празници од хронолошки аспект? Дали имат врска со месијанската служба? И тоа како? Дали е можно, еве речеме, велиме Христос, веќе утврдивме, Христос е роден на есен, затоа што тогаш истекувале Даниловите седмици и пророштвото кога Месија треба да се појави во Израел, па Христос тогаш и полни 30 години, односно стапува на возраст кога може да ја започне својата првосвештеничка, новозаветна и посредничка служба. Но, дали е битно било кога на есен? Дали, например, на некој датум што нема врска ниту со празникот Сеници, ниту со денот на трубите, ниту со Јом Кипур, туку некој обичен датум пред или после тоа. Јас сметам дека е битно и од тука произлегува моето уверување. Јас со ова ќе завршам, но тоа е мое лично уверување. Не можам да докажам точен датум, очигледно. Да беше битно, Библијата ќе ни кажеше точен датум. Барем според еврејскиот календар. Ако Христос е роден на првиот ден Сеници, обрежен на 8-миот ден, 7 дена подоцна, или втората сабота од Сеници, тогаш со Сеници, а тоа е средина на октомври најрано, може и порано според денешниот еврејски календар, ама да не навлегуваме сега таму. Според стариот во библиски времења еврејски календар, средина на октомври најрано. Ако Христос е роден на Сеници, значи со Сеници, 15-тиот ден од еврејскиот 7 месец, започнува месијанската служба, целиот месијански живот на земјата, Христовиот живот. Целото дело на спасение започнува со неговото раѓање на земјата, со неговото очовечување, со неговото отелотварување. Така? Кога ќе заврши Божиото дело, Христовото дело на спасување на човештвото? Со второто Христово доаѓање. Дали е завршено? Делото што Господ го започнал во вас, дали е завршено? Од Филипјаните? Значи, замислите, започнува со Сеници, така? Да речеме, Сеници упатуваат на Христовото раѓање, бидејќи тогаш се восеничил помеѓу нас. Сега. Кои се следните празници после Сеници? Календарски. Значи, кога Христос ја принел својата жртва? На пролет, значи Пасха. Кога се излел Светиот Дух? Значи, Христовата жртва, смрт и воскресение Пасха, Пасха и првине, тука заедно, ист викенд. Кога се излел Светиот Дух врз апостолите? Педесетница, тоа е уште еден еврејски празник од Стариот Завет, така? Што останува неисполнето од еврејските празници? Што? Денот на трубите? Сега, со Сеници, ако започнеме, завршуваме на есен, завршуваме каде? Пак на есен, само со првите есенски празници, бидејќи Сеници е последниот есенски празник. Значи, завршува со денот на трубите, целото месијанско дело и денот на судот, Јом Кипур. Дали тоа одговара на второто Христово доаѓање? Што вели апостол Павле? При второто Христово доаѓање, што ќе се слушне? При звукот на труба и глас на архангел, воскресение на мртвите. Значи, трубниот ден. А после тоа, во новиот Ерусалим се одвива
суд за време на тој милениум, се одвива суд. Денот на судот, Јом Кипур. За мене ова е една прекрасна слика како преку старозаветните празници Господ однапред ја најавил хронологијата и спасителното дело на Божиот син Месија за целиот свет, не само за израелскиот народ. И што е тука интересно? Каде рековме дека бил зачнат, кога рековме дека бил зачнат Христос, значи роден рана есен, а кога е зачнат, рековме декември. Ако сметаме, нека биде и јануари. Почеток на јануари по Грегоријански. Бидејќи сега сме се уште декември, според јулијански, дури во среда ќе биде стара нова година, односно влегување во јануари, според стариот јулијански календар. Значи, декември, јануари. Има некој еврејски празник тука, крај на декември, почеток на јануари. Нема од господовите празници што Господ ги заповедал во Мојсеевиот закон. Но има еден еврејски празник што евреите го слават секој крај на декември по Грегоријански. Тоа е празникот Ханука, наречен и празник на светлината. И сега мнозина велат дека тој празник го символизира периодот кога Христос бил зачнат во Мариината утроба. Тоа не беше многу битно, но една интересна занимливост. Затоа што денес, ова е многу тазе вест од годинава, мислам, од 2025, мислам, беше објавено едно научно откритие, дека кога се зачнува ново бебе во утробата на мајката, кога се спојуваат двете клетки, машка и женска, научниците откриле дека во моментот на зачетокот блеснува, микроскопски снимиле, блеснува некоја светлина, кога се зачнува нов живот. Буквално постои светлина. Само за момент заблеснува и потоа исчезнува. Многу интересно. Каде се споменува Ханука во Новиот Завет? Дали Библијата го споменува тој празник? Да, го споменува. Тоа нека остане библиско прашање. Одговорете го само како библиско прашање следната сабота, а ние ќе се продолжиме тогаш со проучување за Самсона и така натаму според хероите на верата од Евреите 11 глава.